Се враќаме назад во генералното централното студио на утренски брифинг. Јас сум Саша Ордановски, часот е 9:08 минути, а следниот блок од 20 на минути ќе го поминеме во разговор со господинот Бујар Османи, заменикот премиер и во техничката влада на Република Северна Македонија. Добро утро, господин Османи. Добро утро, благодарам на можноста. Негдека рано предпладне, околу 12:45, ако не се лажам, за прв пат во Скопје ќе долета еврокомесарот новиот за проширување, господинот Олиер Верхај. Што ни носи еврокомесарот? Имате ли сознанија? Предпоставам дека не доаѓа на слепо, предпоставам дека отприлика знаете за што ќе се разговара. Мислам дека е важна посета, прво заради тоа што е прва негова посета надвор од Европската Унија после неговиот избор и почнува од нас и прва посета на Европската комисија кај нас после тоа што се случи во октомври. Многу символика. Да, апсолутно, и мислам дека нема да биде и без суштина. Нема да биде само символика. Комесарот доаѓа, сметам, со охрабрување за тоа што го направивме. Меѓутоа и се надевам со позитивна порака за тоа, прво информација што се случува со методологијата и како е планот за донесување на одлука за започнување на преговори. Се разбира, сите работиме за март и за пролет, кога треба да се донесе одлуката. Можеме во март да очекуваме нова одлука или? Видете, во 2020 има 3 одлучувачки самити. Едниот е во 26 март, другиот е во јуни, третиот е во октомври. Ние работиме за во март 26, затоа што нема причина за да работиме за јуни, кога ние бевме спремни уште во октомври да. Моите извори во Брисел ми велат дека Верхај нема да се реши да издаде нов извештај за проширувањето, доколку во него нема позитивна порака за почеток на преговорите. Тоа значи дека ако во март-април немаме таков извештај, де факто се одлага работата за јуни. Значи, јас имав средба со него 18 декември, разговаравме баш на оваа тема. Редовните извештаи на Европската Унија се април. Така. Тоа е циклусот нормалниот. Они сакаат да објавуваат вонреден извештај во февруари за да има во заснова на што да се донесе одлуката на самитот во март. Меѓутоа, таков беше неговиот став дека нема по секоја цена да се оди на вонреден извештај доколку не почувствува клима дека може да се донесе одлука во март. За да не биде уште една препорака која што ќе заврши неуспешно во март и дополнително ќе ги ќе ги изголеми фрустрациите кај луѓето. И така мислам дека му е добра стратегијата, но пред тој вонреден извештај треба да има комуникација за новата методологија. Едно се очекувањата што ние ги имаме од Европската комисија, друго е прашањето што сработивме ние во меѓувреме, бидејќи некои од работите кои што требаше да ги сработиме се наша обврска и не зависи дури ни од влијанијата и случувањата во Брисел. Видете, ние во октомври сите проценија дека бевме спремни за започнување на преговори. Ние не ретериравме од октомври за да јас мениме оценката за нас. Така да и во март и во февруари или било когаш оценката е таа дека ние сме спремни и поспремни од било која земја која во историјата на ЕУ. Ама и во јануари го немаме преговори. законот за јавно обвинителство, во јануари исто така немаме некои и што и во октомври не ги имаме. Видете, законот за јавно обвинителство никогаш не беше формален предуслов за започнување на преговори. Секогаш беше посакувана работа од страна на земјите членки. Истото ми го кажа и комесарот на средбата, рече донесете го законот, ќе ми ја олесните работата многу. Но никогаш не било црно на бело пишано како услов дека мора да го има законот за да почнеме преговори. Но има и други работи. Техничката влада не е техничка само како процес. Тоа е успех сам по себе. Кажете ми една земја во регионот која што има капацитет како нашата да ги ја внесе опозицијата во толку сензитивни министерства како што е кај нас. И тоа е рефлексија на една зрела држава која што создава предуслови за фери демократски избори. И мислам дека тоа Европската комисија треба да го цени политички, а не технички. Мојот впечаток е, и не само мојот, дека откако е формирана техничка влада, која ќе ги видите всушност расправите внатре, тоа се сепак тривијални расправи и се работи за една, како кажем, релативно приземна и површна борба околу некакви партиско-политички интереси, но во суштина нема големи спорови, не гледам ни едно важно прашање кое се проблематизира. Во услови кога вие имате целосен мандат да продолжите до избори. Вие менувате закони, дозволувате опозицијата да ги води најсензитивните министерства 100 дена пред избори, е успех на една држава во создавање на рамен терен за сите учесници на изборите. И тоа е демократска придобивка која што
Ај, замислете ја во некоја држава од соседството. Па гледам дека и држави од соседството го бараат истиот модел. Не може Албанија гледам дека тоа веќе се актуализира. Затоа велам Иако и овој модел не е најдобар, иако сите се согласни дека нешто ќе треба да се менува и во овој модел, бидејќи нам не е битно да имаме техничка влада, ама пак ако таа се претвори само во меѓупартиски препакување и забава на нацијата по социјални мрежи, и таа нема да го даде. Да, но зборам во контекст како не гледа Европската унија. Дека не гледа како некоја незрела држава која што користи сите механизми како да ја злоупотреби државата за партиски цели, туку напротив создава рамен терен за фер избори и мислам дека тоа е важно за една земја која што претендира Европска унија. Терен за фер избори, тоа беше утринава, разговарав со францускиот амбасадор во Македонија, господинот Тимонија, разговаравме на програмава. Тој ги спомнува изборите, подготовката за изборите, но го спомнува и законот за обвинителство како еден од, како да кажам, вие ако кажам услов, ќе кажете никош не било услов, меѓутоа како некакви очекувања од страна на Европската унија. Што очекувате? Може ли да се очекуваат нови барања од господинот Верхај денеска кој ќе седнете да разговарате? Ќе формализира ли тој некакви нови услови кои што досега за нас сме ги толкували и не сме не ги знаели? Јас очекувам прво он, како што реков, да не охрабри за сработеното, да не информира до каде е методологијата, да ни каже дека изборите се клучна порака која што ја праќаме во најсензитивен момент до Европската унија за започнување на преговори. Дека всушност изборите ќе ни бидат последното парче од мозаикот за да започнеме преговори и тие треба да бидат фери демократски и дека треба да направиме максимални напори да го донесеме законот за јавно обвинителство. Се разбира дека ние внатре имаме и некои други работи што сакаме да ги завршиме до март, меѓутоа од страна на комисијата очекувам овие два момента да ни бидат побарани. Фер избори и можно обид за донесување на законот за јавно обвинителство. Ова е еден непријатен политички процеп. Имено се работи за тоа што ние влегуваме во избори и јасно е дека доколку Европската комисија и Европската унија изреагира со ова што се нашите очекувања, тоа ќе биде ветер во едрата на ДУИ на СДСМ кои се на власт. И тоа де факто ќе биде еден непријатен предизборен политички, да кажем, момент за опозицијата, која цело време тврди дека сте неспособни, дека лажете, дека тоа оди поинаку отколку вие го представувате и така натаму. Има ли тој тип на компликација, влијание врз тоа што ќе го одлучува Европската унија? Со други зборови, ќе одберат ли они сепак да причекаат да завршат изборите пред било што да кажат значајно за Македонија? Мислам дека не би било коректно тоа, доколку така ја оценуваат иднината на државата во контекст на евроинтеграциите од тоа кој е на власт во моментот или како ќе влијае на изборите, одлука требаше да има во октомври. Така да не гледам причина зошто не би се завршило во овој мандат, токму во мандат кога се завршија најкрупните работи кои што го отворија патот за влегување во Европската унија. Така да мислам дека и комисијата работи за март, сите работиме за март, но пак ќе кажам, откако се изгоревме на млеко во октомври, сега дуваме на кисело млеко, така да не можеме да прогнозираме точно што ќе се случи. Господин Османи, влегуваме во понепријатниот дел од разговорот. Јас кога би се прашал, ја вас би ве именувал за доживотен заменик премиер за европски прашања во Македонија, но во својство на портпарол на ДУИ, бидејќи сега влегуваме на домашната политика. Што е оваа политика која терате? Зошто го оставате сам СДСМ во борбата за поништување законот за илустрација? Мене ми изгледа тоа како малку политикански. Сега ја ви дам контекст. Видете, прашањето на илустрацијата е сензитивна тема. Албанците кои што се електорат кој што ние доминантно ги представуваме беа всушност најтаргетирани од сегментот општеството во делот на во текот на комунизмот. Ние не се обидуваме тука да го спречиме процесот на илустрација, колку сакаме да го користиме контекстот за да го прошириме тоа прашање и да го отвориме и прашањето на политичките. Чекайте, ова што ми го кажувате, значи вие сакате да продолжи илустрацијата. Видете, иако како влада не да продолжи илустрацијата. Овој закон е за поништување. Па затоа што велите дека не сме против процесот. И ние го поминавме на влада. Така, и сега одеднаш во комисијата нема. Но уште на влада кажавме дека ќе се искористи оваа дебата за да се прошири дебатата и со други сегменти. Ама вие знаете дека тоа сега така нема да помине. И во суштина тоа се претвара во кочница. Видете, нема причина зашто да не помине, затоа што ги знаете политичките причини. Има причина, нема да помине. Се работи за група на политички затвореници кои што не се повеќе од 40-50, кои што биле десетици години во затвор заради политичка ориентација и убедувања, кои што финансиски ништо нема
нема да ја оптерети дополнително посебно државата и мислиме дека ако оваа прашање се третира, треба да се затварат и некои други прашања кои што потполно се согласувам, ама која година се сте на власт? Значи ова сега се случува на 2 месеци пред избори. Во еден момент кога Но и законот за лустрација се носи на 2 месеца пред избори. Така да ние ние не го избравме моментот на дебатирање на оваа прашање. Меѓутоа кога веќе се отвара оваа прашање, дајте да ги затвориме сите прашања, бидејќи сепак представуваме интерес на еден колектив кој што во оваа прашање сакаме да го третираме. Но ако добро ве разбрав, од ова што ми го говорите, тоа значи дека ниту законот за лустрација овој сега предложува за укинување ќе помине, ниту ќе помине оваа ваша иницијатива. Мислам дека може да се постигне компромис, бидејќи кога ќе се објасниме дека се работи за судбина на одредени семејства чии што членови биле во затвор заради политички убедувања со години, е прашање кое што е слично во контекст со ова. Како гледате на ставот на ВМРО дека законот за лустрација мора да обстои, дека мора понатаму да се лустрира? Видете, има и кај нас има одредена сензитивност по однос на тоа прашање, затоа што ви велам, албанците биле најмногу таргетирани од страна на тие што работеле за службите, кои што лажно информирале за одредени луѓе и биле казнети и отстранети од работните места, не успеале никако да напредуваат во кариерата. Така да, таму каде што имаше докази, навистина беше борба за правда. Меѓутоа, дали е злоупотребено тоа во некаков политички контекст, не можам јас да кажам. Техничкиот премиер Оливер Спасовски вчера излезе со изјава во која вели дека спроведувањето на законот за јазиците е на добар пат. Ви се удвара тоа, Оливер Спасовски, се да се предизбориве или навистина е законот таков за кој што повеќето во јавната дебата во Македонија експерти и политички, да кажем, инстанции согласија дека законот не е добар и дека бара промена, но вие инсистирате тој закон таков да се спроведува. Што е сега ова изјава на... Не инсистираме само ние, тоа ви кажав и на една друга емисија баш со вас, дека и Европската комисија бара да не се менува законот, бидејќи е тешко постигнат компромис, тоа што треба да работиме и внимателност во имплементација на законот. Во законот има една транзиторна одредба од 1 година за подготвување на капацитети. Таа 1 година уште не е помината, бидејќи се смета од моментот кога е објавен во службен весник, а некоја е донесен, бидејќи вчера мислам дека беше 1 година од донесување на законот, но од март месец веќе завршува транзиторната фаза. Така да ние имаме уште простор да работиме на градба на капацитети, на усогласување на другите закони со овој базичен закон, оди во добар правец, во смисла дека е формирана агенција за јазици, формиран е инспекторат за јазици, дека во голем дел институциите веќе комуницираат двојазично, тоа што навистина нема капацитети во одредени институции, ви кажам, во министерства каде што албанци се министрите, целата комуникација е се уште на македонски, не затоа што не сака министерот, пошто тој е албанец, но нема реално капацитети на луѓе, сета документација во едно министерство за животна средина, например, каде еден документ има 50 страни да се Господин Османи, размислувате ли за овие супер модерни нови технологии каде што прашањето на преводите, дури да не говорам за текстуални, дури говорам и за аудио преговори, се е прашање веќе на релативно мали инвестиции кои што технолошки брилјантно, брзо, ефикасно го решават тој проблем. Или сте само како влада заглавени во овој тип на, како да ви кажам, не, работиме и на тоа. Видете, јас сум и национален координатор за странска помош и се обидував да ја вклучам и донаторската заедница овде. Им предложивме еден проект за софтвер кој што ќе биде инсталиран во сите министерства и кој што на некој начин... Вие знаете дека во овој момент постојат мали ефтини уреди каде што вие говорите, не знам, англиски, јас говорам јапонски, записникот е на холандски. Мислам, тоа е толку напред отидено. На тоа работи агенцијата за јазици у моментот, но потребни се разбира и финансиски средства за да се до тоа се изгради. Но важно е граѓаните да бидат мирни во смисол дека тоа ќе доведе до било какво комплицирање. Целата работа која водите за законот за јазиците ми се чини дека недоволно креативно ја водите. Недостасува компонента на стимулација, на една баш токму ова што го говорите, на едно нерастревожување кај граѓаните дека на крајот на криштата не се работи за ништо страшно и дека е добро сите да зборуваме повеќе јазици. Гледам дека се уште е високо исполитизирана. Да не заборавиме дека не сме сами ние. Имаме и опозиција која што работи на создавање на другата перцепција. Така да делумно енергијата се троши
начина борба против таа перцепција, делумно на Дали е стимулативниот тоа вовек пристап. во одговор во кој што ако ве прашам што ќе се случува со изборите и после изборите, дали ДУИ се уште гледа на ВМРО ДПМН како потенцијален партнер за нова влада? Видете, во принцип граѓаните одлучуваат кој ја формира владата. И тој принцип мислам дека е важен. Меѓутоа се разбира дека ова е специфичен период во кој што е период на затварање на големи политички теми. Ние во овој период создадовме добра доверба и покрај сите перцепции во јавноста дека има големи конфликти, но сепак создадовме една базична доверба помеѓу нас како политички партии, но сепак да ги чекаме изборните резултати. А се плашите ли од обединувањето на албанската опозиција? Не, се напротив. плашите ли дека на тој начин сепак ќе ве поразат? Видете, напротив, ние ги охрабруваме овие опозициски фракции кај албанците да се здружат. Така мислите дека повеќе ќе има Затоа што ќе се места? зголеми бројот на пратеници албанци во собранието и со тоа ќе се зголеми нашата политичка представување или тежина во... Би жртвувала некој во, пратеник за да останете на власт или сепак Видете, ова што го говори? за нас се обидувам да ве искрено- прашам да не е демагогија ова што ми го Искрено ви кажува. кажувам дека поважно ние да не се намали бројот на пратеници албанци отколку дали ДУИ ќе добие еден или повеќе. Затоа што ДУИ ќе ги добие овие избори. Мислам, ова не го кажувам заради тоа што така се кажува, но еве, земете било која анкета, ДУИ ќе излезе победник на овие избори, меѓутоа не сакаме да имаме пирова победа таква во која што пак ќе ни се случи ситуација во која што кај председателот ќе одиме 2 македонски партии и 6 албански партии, како ние да сме 10 милиони Занимав е народа. тој феномен, ако се тука вашите колеги од опозицијата, од албанските партии, сигурно нема да се согласат со вас дека ќе ги добиете изборите. Кажете ми, што ќе ви бидат главните предизборни теми? На кои 2-3 теми ќе се сконцентрирате, бидејќи обично на крајот ДУИ некако секогаш исклизнува во националистички теми. Имате ли Мислам други дека- теми или пак ќе мислам се вратиме дека, на закон за јазици, за Не, правната држава и ветингот ќе бидат една од основните теми на овие избори. Принципот на консензуално одлучување кој што се покажа како многу позитивен со изборот на председател на држава, ќе се обидеме да го промовираме како начин на функционирање во државата, подоброто живење и подобриот стандард на живење и враќање на младите и на луѓето во државата, мислам ќе бидат основните 4 столба на изборната програма на ДУИ. Што викаат алелуја, прв пат ДУИ да излезе и со програма која не е Видете, само на национални теми. Овој мандат реално беше мандат на затварање на политички теми, така да ние отвараме ново поглавје во функционирањето Ајде, ќе видиме на изборите. на ДУИ, а тоа е поминување од квантитет во сушност во квалитет. Не ве пуштам од студио, последното прашање е резервирано за политичари и ваши колеги кои биле тука и така. Нема да ве прашам дали ќе се најдете на листите нови за пратеници, бидејќи веднаш ќе ми кажете партијата ќе одлучи, правиме анкети и така. Сакате ли да се појавите на листите за пратеници? Видете, сакам да бидам, затоа што на вистина чест е денеска за еден млад политичар албанец да се биде дел од организација како што е ДУИ. Сакам да бидам дел од политичката школа на Али Ахмети, затоа што од таа школа се учи и се трансформира како политичар и не кријам амбиција дека сакам да продолжам да бидам негов близок соработник и да бидам апсолутно дел од неговите луѓе кои што ќе работат за овој народ. Имате време за операции на клиника или се откажавте? Не, имам редовно, имам нов податок, само во 2019 сум имал 200 операции. Па, господине Османи, се надевам дека ако таму сте имале 200 операции, дека овдека сте имале исто така барем 200 операции во политички, Мислам да кажем, многу ресор. повеќе, многу повеќе. Ви честитам на тоа како стигнувате сето тоа го направите и ви пожелувам добри разговори со господинот Верхај, бидејќи е тоа значајно за сите нас. Благодарам многу.